Здраво, повторно ја Сашко од Палмашов прилеп, продавницата на премиум брендот Штил. Во неделата следејќи верташе на Facebook, забележав дека има Штил MS250 за некоја спешна цена од некој 100 евра. Побарав, да купам, нема проблем, најверојатно порака беше набавено од Приштина, многу едноставно, 100 евра машина и многу симпатично изгледа на рекламата како FS250. Пуштив порака и денеска ми стигна пилата, вторник. И еве што ми стигна, сака да видам споредбата помеѓу оригиналната и неоригиналната FS250. Ја ќе ги отворам сега оригинална и не знам, некоја си кутија интересна, има на нејде само една мандерола од каргото 6820 денари, ни потврда, ни нарачка, ни гаранција, ништо. Се надевам дека имам натреба општо и пила, баш ме интересира што добив. Пила има. Интересно спакувано. Опа, има канистер чубо. Штил MS250. И капаче. Што изгледа на оригиналното, овдека чеп нема. Веројатно тука. Изгледа сосема симпатично, воопшто не изгледа лошо. Да видим. Али некако ќе се вклопи, добро. Малце зјај. Не е створено, веројатно. Да видиме. Добро, и капачка. Да видам што има под ова. Исто Штил. Само нема никакви ознаки за Штил внатре, дека е произведена. Штил. Trademark. Одлично. Значи имате резервна, ако сакате. Имате и резервна капачка. Црните ќе ги фрлиме. Ќе ставиме бела капачка и та некако лежи интересно. Ајде да видим друго што добивме. Упутство. Instruction manual на англиски, кинески, добра копија на оригиналното. Некој toolkit, алат, има клуч за свејчици, има штрафцигаче некој интересно, има мач, кој никако не е Штилов. Интересно, дури и смешно ми е. Има заштитник и некој ланец, баш ме интересира кој квалитет. Ланец ко ланец, дури и личи малце на Штилов. Дури и личи, ама далеко Штилов. Ќе ви покажам понатаму како изгледа Штиловиот ланец. Една интересна кутија, никој ништо за никому. Ови не се битни за работи. Оригинална Штил. Како треба да изгледа, се надам дека не ги помешам деловите, помал ми е пултот. Значи оригинална Штилка, значи со знаки, со серијски броеви, Андреас Штил, Баймблинген, Германија. Мач, како што треба, клуч за свејчици, сличи се, не си, окей. Исто и штрафцигаче, оригинал Штил, сосема слично, ама и не е. Упутство на македонски и албански јазик по закон, декларација за сообразност комплет, гаранција, штитник оригинален, ланец оригинален и MS250 оригинал. Хајде прво да ги видиме разликите. Сосема изгледа солидно, значи копијата е
Сосема солидна. Ајде погледниме. Пред се, значи, си има баркод, но интересен науспух, што благе везе нема со овој. Ајде идем странично. MS250, MS250. Одличен фалсификатот. Да видиме капачината. Скоро слично ни излезе веќе. Скоро слично, ама далеко од исто. Значи, врска немаат капачината едно со други. Многу добро лежат пластиките, исто како на оригиналот. Еде видим како се кај филтери. Скоро идентично. За малце, мислам. Тука не дека се познава лошата изработка, лошиот квалитет помеѓу таа и таа машина. Изгледа издишник, нема воопшто нанезе, али окей. Пак ќе речем окей. А имало од оваа страна, добро. Филтерот изгледа исто. Само склопувањето на самата машина е, значи, секој едно штилово делче си има оригинални печати и ознаки, овие немаат врска. Значи, стварно немаат блага врска една со друга, но да бидам посигурен, ќе земам да ја пробам да ја запалам самата машина. Ова кинеска штилките оригиналните знаеме дека пала, да пробам влезе некако добро. Ќе тргнем оригиналната. Ајде да видиме ланецо. Тој 4-нитни мач. Звездата исто изгледа симпатично, исто како оригиналот, само што затегачот е одоздола. Да, одоздол. Качигава нема ни дупка. Некоја лепенка одозгора. Нема ни дупки, се подмачкува, значи внимателно кога ќе инсталирате. Секогаш тргнете, веројатно, оваа некоја фолија. Ете ја дупката за затегачот. И најверојатно тука треба да има нека дупче за маслото, ама не го гледам. Ето, излезе добро. Ете и дупче за помачкувачот. Чот, како на старите пили на времето. Два и движи. Никогаш потешко не сум монтирал. Добро, некако успеа да легне. Терите, ова ми е страф, може би ќе полета цела. Тешко. Ќе се откажим од ланецо. Ќе пробам само да ја стартувам машината. Ставим оригинал. Штил гориво. Со оригинал мешавина, на секој случај. Се надевам дека не е протечи. Пошто ми е страф, мора да давам малце повеќе заштита на мене, не знам што череп ми однезе, што нема да испадне. Ќе одиме на стандардно палење, како и сите штилки што се палат. Доби сигнал. Звучи на моторка, колку ќе трае, што ќе трае, поима немам. Али во секој случај се забележува дека е тежок фалсификат, тежок фушерај. Ова никош не би го користил ја во шума, страшно е ризично. Не би ни пробал некогаш да го користам. А овдека само сакав да ви презентирам колку сакаат да не измама, колку сакаат да не преварат, значи
вика има вакви штилки, такви штилки, се знае што е оригиналното. Фалсификати многу на пазарот, на Facebook мрежите, моментално сум блокиран од таа страна, пошто побарав дечко, пишав, викам ова не е штилка, доби блок, нема телефонски број, нема кому се јавиме, нема што да побараме. Тоа е што би сакала и покажам. Значи, второ, разликата во самиот мач, како изгледа еден штилов мач, како изгледа од она што порачав спрема пакувањето, на сликата убаво изгледаше. Исто и ланецот, оригиналниот штил ланец и фалсификатот. Има некои сличности, ама далеку од исти. MS 250, оригинал, односно благе вежена има со штил и оригиналната штилка. Внимавајте да не бивате измамени, внимавајте што купувате, значи штилка за 100 евра нема. Се што сакате, можете да се обратите и нас во Palmashop, на нашиот сајт Palmashop.mk, на YouTube страната или слободно во коментар. Тука сум да ги слушнам вашите мислења или во нашата продавница на булевар Гоце Делчиев, безброј во Прилеп. Поздравувам.